Благодарам, господин Джафери. Вчера вие лично подпишавте акт за распишување на локални избори. При подпишување на актот за распишување на локални избори кажавте дека барате од сите институции, од сите политички партии, од владата да го почитуваат уставот и законите во Република Македонија. Сега јас се надоврзувам на вашето барање за почитување на уставот и законите на Република Македонија, но овој пат барањето е до вас. Тоа што вие вчера го побаравте, денеска ќе биде прв испит дали сам ќе го почитувате во насока на одлуката за распишување на локални избори. Почитувани колеги и пратеници, почитувани представници на медиумите, изборниот законник во Република Македонија го регулира периодот од момент на распишување на избори до момент на одржување на избори. Во изборниот законник постои еден член 8а кој што вели: од денот на донесување на одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на председател на Република, на пратеници, на локални избори и така натака, значи за сите видови на избори, не може, две точки и набројува, една работа, втора работа, трета работа, четвртата работа е следната. Значи, од денот на донесување на одлука, која што вие сте ја направиле вчера, не може да се започне постапка за вработување на нови лица или за постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во мирување, освен во случаи на итни и неодложни работи. Да ве подсетам дека владата на Република Македонија на 5 август, ден пред распишување на изборите, на 4 август, на 3 август назначи веројатно повеќе од 1000 членови на управни и надзорни одбори и стотина директори на инспекторати, на агенции, на јавни предпријатија, заради тоа што владата знаеше дека последниот рок за спроведување на вакви постапки е ден пред распишување на изборите. Исто така, во текот на изборите од минатата година, Државната комисија за спречување на корупцијата издаде мислење по стотина точки кои што се однесуваа на спроведување на постапки во тек на периодот од распишување на избори до одржување на избори, со кои што практично даде забрана за спроведување на вакви постапки, а ваквите постапки кои што се започнати, како што вели законот, се ставаат во мирување. Затоа, вие сте должни да го почитувате законот и сте должни да го почитувате вашиот повик од вчера, дека треба да се почитуваат уставот и законите, и постапкава која што ја тераме да ја ставите во мирување и да ја продолжите на 16 октомври, ден после завршување на локалните избори. Благодарам.